Здраво на сите, јас сум Митко Андонов, собственик сум на EON1 маркетинг, диджитал маркетинг, компанија која се занимава со full сервис маркетинг активности, значи работиме комплет од социјални медиуми до дигитален маркетинг со веб шопс, e-commerce, онлайн продажба, дизајн и слично. Може да ме најдете на сите медиуми за било кој прашање, ќе ми биде задоволство да се поврзам со сите вас и да разговарам на сите теми што за вас се интересни. Посебно затоа што и јас завршив на универзитет, на Гоце Делчев, и многу сум среќен за тоа, задоволен и широко баш ви препорачувам и ве охрабрувам да станете дел од оваа приказна. Кои сме ние? Ние всушност ги наоѓаме компаниите во регионот, средни и големи компании на кои им треба помош во процесот на дигитализација и им помагаме да ја осмислат нивната стратегија, да дојдат на интернет, да им направиме една приказна од веб страна до социјални медиуми, до Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, било што и да е потребно, до продажба на нивните производи и ојачување на нивниот бренд. Значи, full service marketing agency, во сите сегменти сме вклучени, сите услуги ги нудиме на нашите клиенти. И правиме приказна, која е вистинска и долгорочна и се пренесува вирално. Ако имате добар производ или услуга, не вреди ако другите не ја знаат. Затоа сме ние тука, значи со маркетинг, со промоција помагаме на компаниите да се презентираат на интернет. Ова е дел од нашето портфолио, компании кои што работиме, постоиме 7-8 години. Во Македонија функционираме, 90% од компаниите за кои работиме се во Македонија до сега, иако тоа ќе се менува во следниот период. Работиме со компании како Алмак Мебел, Колит, Фортирка од Делчево, имаме брендови, имаме клиники, центри, за некои работиме во општина Струмица, ние исто клиент, имаме доста во разни сегменти сме вклучени. Од социјални медиуми, веб, стратегија и консалтинг и надворешен маркетинг. Inbound маркетинг, тоа значи дека ништо не се случува преку ден, немаме начин да ви помогнеме за еден ден да станете познати и да го триплирате прометот, апсолутно тоа се гради долгорочно и потребно е време. Првите резултати клиентите ги увидуваат после некои 5-6 месеци, тоа значи inbound маркетинг и ова се дел од некои кампањи кои ги имаме направено за некои од нашите клиенти, например направено хартиени чаши за некои од нашите клиенти за Coffee to Go, кај што ги промовираме, или кампања со награди за Sunday колачите и така натаму. Како ние почнавме, значи 2016 година беше почетот со само еден клиент, работевме само со еден клиент и доста беше напорно. Двајца од нас бевме упорни, работевме, не работевме, заработувавме, не заработувавме, но повеќе учевме. Значи во најголем дел учевме како треба да работиме дигитален маркетинг, затоа што во Македонија дигиталниот маркетинг доста сме назад и како земја, значи потешко се спроведува. Сето тоа што го гледате на интернет е релативно тешко да се спроведе во Македонија, затоа што не сме Америка и тешко е да ги аплицираме сите тие техники кои што ги рекламираат на YouTube или на интернет и потребно е доста време за да ги примениме сите тие стратегии за да помогнат на македонските компании. Дел од компаниите кои што ќе го увидат тоа, кои што знаат дека им треба помош, доаѓаат кај нас и заедно правиме стратегија и ги реализираме чекор по чекор се што на нив им е потребно. Има секако и компании кои мислат дека знаат се, со нив ќе се видиме за 5-10 години ако се уште постојат. Следните 2 години беа турбулентни, 19-та веќе почнаа поголемите успеси, добивме голем број на клиенти, се зголеми бројот на нашите колеги. Во моментот сме 10 луѓе во тимот. Некаде 21 година се екипиравме комплет и од тогаш
имаме одлични резултати. Но јас, пошто овде само споделив неколку слики за да разберете за каква компанија станува збор, значи имаме услови прекрасни, значи луѓето кои што работат кај нас се работат во една no стрес атмосфера, опуштено е, немаме работно време, доаѓаат кога сакаат, си одат кога сакаат, секако сите имат одредено, нели, со кого како имаме договорено кој 5, кој 8 часа работни, но имаме атмосфера кај што ги охрабруваме да поминуваат време во креативно размислување, каде што играме квизови, каде што учествуваме на некои настани или било какви други некои случувања. Ова е всушност и го покажувам затоа што успеавме да направиме атмосфера каде што до сега во овие 7 години ниту еднаш немаме објавено оглас за вработување, затоа што сите луѓе кои што се дел од таа екипа, сите дошле самите и посакале да се приклучат и на тој начин имаме направено, значи, we're always hiring атмосфера, тоа значи дека новите луѓе доаѓаат, се приклучуваат, самите, после некој период увидуваме дали се одговараме, дали тие се задоволни од нас, ние од нив и договараме колку долгорочно ќе соработуваме. Но тоа не ми беше целта, јас пробав и вака и така. Презентацијата на нашата компанија беше само за да ве инспирирам, за да се охрабрите да имате повеќе прашања и да знаете дека и во Македонија може да има добра приказна и дека и во Македонија може да бидете успешни, секако ако добро си го дефинирате што е тоа успех. Значи, сакам да ве поттикнам да размислите зошто сте дојдени и што ве очекува во иднина, каде сакате да стигнете. Значи, кои се вашите цели? Значи, запишете си ги вашите цели на хартија, ако сакате да ги остварите. Разликата помеѓу желба и цел е тоа што целта е желба плюс план и се додека го имате планот, ќе стигнете до вашата цел. Запишете си го убаво, со детали и со подточки, за да знаете каде сакате да стигнете. Всушност имаме уште една изрека во овој дел. Ако не знаеш кај сакаш да стигнеш, каде да стигнеш, секојаш ќе си несретен. Значи, апсолутно е така и да го почитувате тоа, да го имате со себе. УГД не сум ангажиран за да рекламирам, но ги гледам предностите на УГД во многу сегменти и мило ми е што напредува, расте секоја година постојано подобри, има одлична екипа, луѓето кои се тука, мислам на УГД, се феноменални, има доста познавање и искуство и ќе ви помогнат многу за да напредувате понатаму во вашата кариера. Покрај тоа знам дека функционира со дигитално се опремени и со дигитален индекс и со се и мислам дека функционирањето и од дома ви е олеснето и мислам дека тука имате дополнителни предности и затоа го препорачувам високо. Што очекувате од компанијата за која ќе работите и што компанијата очекува од вас? Ова е битен момент. Сите ние имаме различни мислења и ставови и јас почитувам и охрабрувам сите од нас да си ги кажат своите мислења и ставови, затоа што сите имаме различна историја и сите знаеме од своја гледна точка како сме поминале. Затоа дискутирам со сите отворено дека треба да соберете искуство за да стигнете до некои резултати. Можете да стигнете до резултати и за еден ден, ако ви, не знам, со некој стартап, со некои феноменални идеи, меѓутоа, ако мислите дека ќе станете следниот Илон Маск, тоа нема да се случи. Иако тоа го дискутиравме пред малце, мојот став е дека Елон Маск или Джеф Безос е еден во 2 милиарди и тоа тешко се постигнува, посебно од Македонија, но ве охрабрувам да ги барате своите опции, можности и да размислувате позитивно дека се може да се остварува. Сега со дигитализацијата имате Люче со време како се? Добро? Да. Минус 20 минути. Минус 20. Добро.
Така да, ако сакате да се развивате во зависност од претходната точка, што ви се целите, така ќе ви биде дефинирано и следните чекови. Ако сакате да постигнете во животот да имате многу пари, лесно е, не се мачате со многу други теми, почнете од денес да учите програмирање во некоја најтешка програма и за 5 години дефинитивно ќе имате многу пари. Но се друго ќе немате, значи ќе изгубите многу делови. Социјален живот, не знам, да не ни набројувам. Со фриленсингот, ако имате скил, тоа е супер, дај Боже, графичарите многу добро заработуваат онлайн, и ако имате скил, со фриленсинг многу добро ќе заработувате. Но, моето искуство вели дека голем дел од фриленсерите стануваат мрзливи и почнуваат да работат само 12 часа во месецот, затоа што заработуваат добро. Тоа за мене не е смислата на животот. Значи, на следниот слайд ќе ви објаснам кои се human needs и кон што ќе стигнете еден ден. А сите вие ќе стигнете. Значи, еден ден ви тврдам дека сите ќе стигнете на добро место. И сега, поетата е по патот како вие ќе се чувствувате и како ќе стигнете до таму. Значи, не е целта парите. Парите сигурно ќе ги имате на крај. Така да, полека, без шорткатс. Значи, не се охрабрувајте да правите шорткатс во смисла на мамење, блогери, влогери, фейк ньюс и се што е можно на пазарот во моментот. Размислувајте како да станете способни, а не вработени. Значи, не е целта да се вработите во Стопанска банка или во Еонеден и да се вработите во најдобрата фирма во Македонија, ако не сте способни, летате. На компаниите не им требаат луѓе кои што стигнале до тука заради бидејќи се лични или бидејќи, не знам, стигнале некако. Значи, потребни им се способни луѓе, а способните луѓе не се плашат. Способните луѓе не се плашат. Во компанијата кај што јас работам, во Еонеден, имаме тим од 10 луѓе кои што се способни. И во еден ден тие, во еден момент може да заминат, но ние треба да бидеме тие кои што ќе продолжиме понатаму, исто и тие може да почнат за друга компанија, затоа што се способни. Способните луѓе немаат проблем да најдат работа. Во Македонија има многу работа. Луѓето се иселуваат со оправдување дека одат во странство за да бараат работа. Не е така. Не верувајте, не гледајте само дека е тренди сите да се иселуват во Македонија. Ве охрабрувам да учите во секоја развиена земја, ако сакате на постдипломски или било како да запознаете луѓе, да видите светот. Меѓутоа, верувајте дека во Македонија, на Македонија и требате, вие сте иднината на Македонија. Ако сите кренат раце, кој ќе ја оправа државата? Не очекувајте од политичарите. Никако. Тоа е најпоследното нешто на светот. Значи, политичарите никако. А да не зависите едни од други, тоа е тоа што го спомнав. Значи, окей? И learn or earn, пробајте да учите во секоја компанија која ќе бидете вработени, или добро да заработите или да учите. Уште еден слайд има. Ова е Тони Робинс, си го најдете на интернет, за да не должам повеќе. Certainty, секој човек сака да биде сигурен во тоа, да има variety, significant. Последното ми е најважно, петото е growth и до тука се стануваат голем број луѓе, а шестото е најважното за мене и тоа е contribution, a sense of service, focus, helping, giving to. Значи, кога ќе стигнете на крајот, тоа ве чека. Замислете само што е шестата точка или петата и шестата. Каде ќе стигнете? Ќе стигнеме каде што? Или ќе имаме многу пари за да ги трошиме за авиони, джипови, јахти и коцкање и дрога, или ќе придонесувате на општеството. Колку е благородно да помагате на местото од кај што сте вие почнале, ние почнале. Колку е јако да помогнеме на сите околу нас. Колку е добро чувството ако јас сум успешен, сите околу мене да бидат успешни. Замислете да имате компанија со 100 вработени кај што сите се сретни и секој ден доаѓаат со цел да придонесат, дека сакат да помогнат да оди компанијата напред и со радост доаѓаат на работа. Тоа треба да ни биде целта. И за мене тоа е целта на секој бизнис и се надевам дека ќе одите во тој правец. А универзитетската диплома ви е многу потребна, меѓутоа немојте да ви биде гол, туку треба да ви биде стартинг поинт. Толку, се надевам ќе има прашање. Благодарам многу.